Почитувани, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое денеска ќе разговараме за тема која што веројатно ќе им биде изненадување на многумина, а за која јас искрено многу сум среќен со оглед на тоа дека и како телевизија, но и генерално секогаш и лично сум се обидувал во рамките на програмата и секаде каде тоа е можно да се зборува за важноста на Блаже Конески, но и за македонскиот јазик воопштено, се разбира во рамки на тоа што представува суштина и на она што Блаже Конески го кажува дека јазикот заправо е единствената наша татковина. И во тој дел, каде и да го носиме, каде и да одиме, секогаш татковината е со нас, затоа што го зборуваме јазикот од таму од каде што доаѓаме. Во контекст на ова, темата веќе е испишана на екранот. 2021 година е прогласена за година на Блаже Конески како дел од програмата на УНЕСКО, односно од календарот на УНЕСКО, но стави програмата по широко фатено, иако треба да биде календарот, но вака е подобро. Во чест на 100 годишнината, цитирам соопштение од Министерството за култура, во чест на 100 годишнината од раѓањето на Блаже Конески, 2021 година е посветена на великанот на македонската култура, со што нашата земја и официјално се придружува кон одлуката на Генералното собрание на Обединетите нации. Оваа година да биде година на мирот и на довербата. Имајќи предвид дека културата и образованието директно влијаат врз градењето на општествената перцепција за вистинските вредности во едно општество, Владата на Република Северна Македонија ја усвои Националната програма 2021 година, година на чест на Блаже Конески, која е и дел од календарот на важни меѓународни јубилеи на УНЕСКО. Носител на програмата за реализација на манифестацијата 2021 година во чест на Блаже Конески, која ќе се одвива под покровителство на претседателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски, е Министерството за култура во соработка со Министерството за образование и наука на државата. Програмата ќе се реализира во текот на целата година со активности на повеќе институции, министерства, органи на државната управа, здруженија во земјава и во странство, а средствата се обезбедени од Министерството за култура, од Министерството за образование и наука, како и од Агенцијата за млади и спорт. Покрај многобројните културно-образовни содржини во рамки на јубилеот е предвидено Народната банка на Северна Македонија да издаде златна кована монета со ликот на Блаже Конески, а поштата на Северна Македонија ќе издаде поштенска марка со ликот на великанот на македонската култура, додека настаните ќе се реализираат под унифициран плакат и лого на манифестацијата. Тоа е информацијата која доаѓа од Министерството. 0260 91 924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да ги давате вашите коментари по однос на денешната тема и при тоа да ни пишувате и на фан страницата на Facebook Очи во очи. И доколку имаме некој на линија, веднаш може да одиме и со вклучување. Добар ден. Да, добар ден. Погласно речија, повелете. Поздрав до те Огнен, за 4. Благодарам. Поздрав. Ова е за пофала на телевизија 24, поготово твоја, сигурно како уредник, што го ставе на дневен ред нашиот голем деец и почитуван во Република Македонија, Блаже Конески, кој што до ден денески, од 44 година наваму, е направил целата граматика како да ние, како македонски народ, треба да се однесуваме во тој поглед, што и ден денески во Македонија децата ја учат неговата граматика. Тој човек е ненадмидлив. Ние немаме таков друг човек сем Крсте Петков Мисирко, па Блаже Конески со своите дела и со своите начини на работење во својот работен век. Тој е направи Македонија да биде еднаква помеѓу сите држави на Балканот, а па и во пошироко во Европа, со тоа што граматиката е прифатена уште одамна, не од сега, со тоа што ние како Македонија, како македонски јазик, како граматика на македонскиот јазик, тоа е најдоброто нешто досега што е направено од страна наш човек, тоа е еден човек голем творец и деец, тоа е Блаже Конески. Затоа јас со цела почит и го почитувам и му се поклонувам и на неговото вечно почивалиште и неговата куќа што е во Небрегово. Искрено ви кажам, Република Македонија му се одолжи на некој начин што му е направи неговата куќа како
spomen kuća. I na toj način не треба тоа да го забораваме и треба постојано да го спомнуваме и да го празнуваме. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија повелете, добар ден. Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Насов е на телефон. Поздрав, Насов, повелете. Гледачите. И мило ми е што баш е дада оваа тема. Јако припаѓам на Обанката националност, секоја сум против употребата на чуди збори во македонскиот јазик. Тоа го има многу, го има по сите медиуми. А најмногу ми е криво од новинарите кои ќе го слушам тоа. Да политичарите да не збореме. 3 збора упорно се употребуваат во македонскиот јазик. Упорно. Дешава, а тоа е се случува или случајно, а не да се дешава, тоа на српски јазик е, него, не се вика него, се вика туку, и краток. Не краток, туку, кус. Значи, упорно овие 3 збора се користат и од гледачите, а најмногу ме нервира од новинарите. Убаво треба да се почитува ова, прекрасен, убав македонски јазик. Јас си го сакам, си го почитувам, сум учил и на македонски све. И сигурен сум дека го зборувам пулбо од многу македонци, по национално што се е македонскиот јазик. Ете, толку благодарам и секој добро. Благодарам, Насов, за јавувањето, ве поздравувам, посакувам убав ден. Следен на линија повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до тебе, поздрав до 20. Благодарам, поздрав, повелете. Повелете. Па види, за Блаже Коневски немам биографија, мислам, целосна биографија за година на раѓање. Па знам мислам дека е роден во тоа селото Небрегово, на кај Бротлие, каде е не точно Прилепско. Прилепско, така, не Да. дека така да знам дека имаме школа во Велес. Блаже Коневски бил голем пример човек, писател за македонскиот јазик, таму се борел, така да тоа сум го слушал, ама вака исклучително да сум читал за него, не само нешто од опозицијата јам слушнато, што затоа се јавим да кажам дека зошто го нарекувале Џуџето од Небрегово. Тоа Тоа доаѓа не ми е од јасно. пратеникот Антонио Милошовски. Тој го нарече Антонио така. Милошовски го нарекуваше Џуџето од Небрегово. Тоа не ми звучи добро, знаеш, за наш човек, за наш писател, за Так. се тоа затоа се јавив. Поздрав, секој е добро, затоа што немам тикам многу за него да зборувам. Се најубаво, поздрав, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Еве како информација за оние кои можеби заборавиле. Блаже Коневски е роден на 19 декември 1921 година, затоа и сега 100 години од раѓањето, впрочем е оваа година, 2021 година во чест на Блаже Коневски, починат е на 7 декември 1993. Тој е најзначајната фигура на македонскиот 20 век. Филолог, поет, прозаист, есеист, литературен историчар, преведувач, професор на Филозофскиот факултет во Скопје, академик, прв председател на Македонската академија на науките и уметностите, односно МАНУ. Тој е еден од кодификаторите на современиот македонски литературен јазик. Ке ви читам понатаму во однос на него. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Браво. Како вода исто го исчита тоа, браво, течно, Прилепски ти честитам, Огне. Благодарам, повелете. Темата денес за Блаже Коневски ти е или нешто сосем трето? Молам? Темава за македонскиот говор За Блаже Коневскија тоа е поврзано директно и со јазикот, така што може, ако сакате, и воопштено да зборувате во тој дел. Јас ќе да се повторувам повеќе. Знаат сега некои постари луѓе што ќе кажам. Синија, Добро? софра, маса, на сите јазици. Блаже Коневски ги поминал. Не само Блаже Коневски. И ние како конци, како којни, како било што, дојдовме до овој степен, сега на ова скала стоиме. Ама си ја рушиме. Еве јас како вода ми се запали кровот. Што да правам? Ми бара, за услугата ми бара 800 денари да им платам, да ми го прват сметот.
се радуваат на своите грешки, ги повторуваат, не помагат. Па тие знаеш што? Не знам какви джинови. Добро. Затоа ти благодарам за течниот говор, што го зборуваш. Така да се потрудат сите да зборуват, како тебе. Сега јас кам Благодарам. кобајаги треба да сгрешам. Не. Нема гајле. Па тогаш стане убаво и пријатен ден на сите да уживаат во друга емисија, ќе кажам што ми уште повеќе на овој народ. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Не е грешка доколку човек го користи својот дијалект за зборување приватно, но кога станува збор веќе за официјални изразувања, како што се, каде најмалку се почитува, тоа е собранието на Македонија, каде што треба да биде говорот исклучителен од страна на пратениците, тоа не е практика кај нас за жал, а особено медиумите, официјалните лица и слично се тие кои треба да го почитуваат литературниот говор и при тоа без употреба на дијалекти. И кај нас малку е проблем таа работа, затоа што луѓето чувствуваат дека им се уништувала слободата ако некој им каже дека зборуваат на дијалекти, изместени се тие вредности, но во секој случај приватно треба да ги негуваме дијалектите, бидејќи тие се токму тоа богатство кое што го хранат јазикот и го живеат. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Прво, многу убаво дадовте вовед, објаснување, а и сега ова за дијалектот. Сето она што го кажавте е одлично за да се поддржи оваа тема што дадовте. Така. За поздравување секако, што оваа година е посветена на Блаже Коневски, затоа што исто кажавте дека е првиот председател на академија, првиот академик и човекот кој се залага за македонскиот литературен јазик, за неговото вистинско правилно писмо. Дијалектот си е нешто друго, ние дома може да го говориме, меѓутоа може и да си ги опоменуваме нашите деца дека тоа не е литературно. Затоа што кога ќе одиме во некоја јавна институција или вака кога се јавуваме, ние и треба да се јавуваме и да говориме литературно, меѓутоа вие уште повеќе. Вие немате право да сгрешите. Кога велам вие, зборам за вас и за сите други медиуми, како што кажавте, парламентот, каде што многу малку се користи македонскиот литературен јазик. Тоа е, значи, треба да се една емисија само за тоа треба да се посвети. Да. Ние сите, поготово ние што сме етнички македонци, ако ние не си го зачуваме нашиот јазик и дијалектот, меѓутоа исто на исто ниво и може повеќе треба да си го зачуваме нашиот литературен јазик. И пак ќе речам, треба да си ги воспитуваме нашите деца од дома. А исто така и нашиот институт за македонистика и нашиот факултет за македонски јазик треба да водат голема сметка за тоа како таму се говори. За џабе не го носат тоа име македонски јазик. Од таму треба да излезат оние врвни македонисти. Инаку ништо не правиме. На лош пат сме затоа што нашите млади многу потребуваат странски јазици, зборови. Ви благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Имате Диме од Скопје, добар ден. Добар ден, Диме, поздрав. До вас и фамилија 24. Да. Искрено ви велам, значи немам зборови да ви кажам колку ми ја растреперивте позитивно душева. Разберете ме како чедо. Еве зошто, како прво, ја некаде 64-65 година, сосема случајно се сретнав со Блаже Коневски. Тоа време добро се сеќам дека немаше очиво. Ќе ви кажам во детали. Неговата покојна сестра по име Нада живееше во Дебрмал, во една професорска зграда. И колку што се сеќам, да, имаше Нада, имаше син и ќерка. Ќерката е близу моја возраст, значи Блаже Коневски им беше вујко. Јас што да ви кажам? Јас мислам дека дури солзи ми доаѓаат, значи немам зборови да ви кажам како фигура како беше. Мислам дека неговото лице беше нешто бебешко, имаше карактеристична боја на коса. Толку за тоа. Второ да ви кажам, по некоја случајност пред 20 години во студентскиот хотел во Охрид, подоле од Лагарин, во чест на македонскиот јазик, кој што беа тие конгреси собери, како се вика тоа на европско и светско ниво, а што да ви кажам, Огнен?
Па немам зборови да ви кажам во чест на македонскиот јазик собрани, па како се игра македонски ора и како се пеа македонски песни. Ова проверете го дали не било така. Морници ми идат по тело. И како сега, како да не го спомнеме Милошовски без В, како е право македонско презиме? Зошто таа глупоштина, што му требаше? Блаже Коневски е бариера. Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден, Агнен. Да, добар ден, повелете. Поздрав до емисијава и до оваа прекрасна тема што денеска ја посветивте на Благодарам. Коневски, големиот човек, иако Антонио Милошовски, не можам дури да го изговорам, го нарекуваше џуџето од Небрегово. Абе, какво џуџе е тој? Да не зборуваме, повеќе си го кажа тој неговото, меѓутоа му благодариме на Блаже Коневски сите за јазикот, за литературниот што учевне од неговото дело, се просветивне на најчин македонски литературен јазик и голема чест и благодарност за тој човек, академик на Македонската академија, тамо да беа повеќето како овој наш голем човек. Поздрав до тебе и ти си еден од тие литературно кој изговараш. Исто и мислам дека и јас и моите соученици во Прилеп, така да Супер говор. најубаво посакувам. Убавини како што е убав овај ден. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и ви посакувам убав ден. Блаже Коневски е роден во селото Небрегово, Прилепско, каде живеел до својата 8 година. Потоа целото семејство се преселило во Прилеп и таму Коневски учел основно училиште и нижа гимназија. Виши класови гимназија завршил во Крагуевац, а студиите по славистика ги започнал во Белград, а ги завршил во Софија 1944 година. По ослободувањето дошол во Скопје и развил богата културна и научна дејност. Како научник славист, тој ги направил најголемите чекори за македонскиот литературен јазик. Учествувал во Комисијата за азбука. Учествувал во составувањето на првиот македонски правопис. Ја напишал граматиката на македонскиот јазик, историјата на македонскиот јазик. Тој е еден од составувачите и главен редактор на речникот на македонскиот јазик, кој е издаден во 3 тома. Освен со научна, Коневски се занимава со творечка, препејувачка, есеистичка и со критичка дејност. Добар ден! Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ке ве замолам. Да, добар ден, повелете. Поздрав многу. Благодарам. И многу ми е драго што темата не ви е политичка денес за прв пат. Нашите експерти и политичари на секој чекор се јавуваат. Јас сум студент на нашиот Блаже Коневски. И затоа се јавувам со гордост да ви кажам дека полагав кај него современ македонски јазик. Отлично. 4 семестри, инаку крижевност имам дипломирано или по 2, тогаш во мое време, имам јас огнен 70 години. Да сте жива и здрава. Да, и вие да ви достигнете и повеќе. Така, и прв пат се јавувам во вашата емисија, да следам, ја сакам 24 вести, заради нашиот гениален Коневски. Еден студент на писмениот дел падна. Ние па се тогаш како студенти, јас сум од тие старите, 74-та година дипломирам. Добре. Студенти и падна, нормална работа. И се читаме на списокот, ние таму кој положи, кој да оди на устниот дел и падна случајно господинот, генијалецот со сеса Почит Коневски, дојде до кај нас и му вика колега, па јас сум виновен ти што си паднал. А нешто не сум објаснил како што треба. Јас ова го слушам и го гледам. Професоре, му викам, ние не сме научиле убаво, требаше поубаво да научи, не писал да нам јас положи, па ма кажувам, не може да биде во ова свината. Не, професорот е виновен ако студентот падне. Тоа го изговараше тој наш господин и генијалец.
И сум зачудена што прв пат оде се клучив, само што сакав да ручам, оти обично секогаш ви е зафатено. Ама добро денеска дека нема политичка експертиза и можеби затоа. Да, јас да ви кажам искрено го презедов овој ризик, велам ајде да видам со темава, да изненадам, можеби и ќе помине. Па ќе пробаме некако да поттурнуваме и вакви теми, затоа што досега генерално ваквите теми, не конкретно оваа, но теми кои излегуваа надвор од дневната политика и дневнополитичките случувања не успеваа да си го најдат своето место под рефлекторите во оваа емисија. Следен на линија, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете. Однос на темава, јас сум една голема благодарност до власта што се сети за еден ваков великан, како што е Блаже Коневски, државник над државниците, по неговото знаење, познавање и неговата добрина, неговата личност, неговата хуманост. Таков човек ретко во Македонија се раѓа, тој е огледалото на Македонија, тој се понашаше како обичен човек, а беше изнад сите. Лицето негово зрачеше во цел свет, тој го успостави нашиот македонски јазик граматички, се трудеше да влее во нас на сите, да го сакаме јазикот, да си го сакаме собствениот народ. Јас и вас ве поздравувам затоа што стварно направивте една голема работа да се зборува за Блаже Коневски. А тие од опозицијата нака си свиркат меѓу себе и нака се дават во нивната жива песок, затоа што не знаат да ги ценат легендите на Македонија. И со тоа сакам да завршам, да го сакаме, да го почитуваме, оти тоа е нашето огледало во светот. Благодарам. Поздрав и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Во 1945 година од Блаже Коневски се појавува неговото прво поетско дело Мостот со мотив од изградбата на земјата. 1948 збирката Земјата и љубовта, песни со патриотски и борбени чувства карактеристични за првата фаза на повоената македонска поезија. 1953 година збирката Песни, каде се свртува кон себе, кон својата интима. Следуваат збирките Везилка, циклусот Стерна, збирката Раскази Лозје, ги напишал и збирките Песни, Записи, Стари и нови песни, Чешмите, Послание, Цркви, Златоврв, Сеизмограф, Небесна река и Црн овен. Коневски беше почесен директор на неколку универзитети, а во негова чест денес Филолошкиот факултет го носи името Блаже Коневски. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Гледач од Битола. Поздрав до вас, повелете. Голем поздрав до студиото и до вас Огнен. Благодарам многу, повелете. Јас човек од 81 година. Жив и Да здрав. ви кажам, сум го учен Блаже Коневски како светло лик за Македонија. Значи, ја представуваше Македонија во цел свет, да ви кажам право. Значи, успеа да усаврши граматиката. Прво ја напише Круме Кепески, после Блаже Коневски да усаврши граматиката. Го усаврши македонскиот јазик. Кога порасна, го нарекоја џуџе, не џуџе, тој гигантија за Македонија, да се разбери ми цел свет. Значи, нешто че гигант, величина представува во светот Блаже Коневски. И како научник, и како писател, и како професор, сите го ценат, го сака. Си ви кажам само една случка, ќе ве молам. Имав прилика да се сретнам со поетесата Тасанка Максимович. Знаете која е Тасанка Максимович? Добро, да. И вака ми рече, вие сте од Македонија, јас сум битолчанец. Да видите горди и спретни што имате Блаже Коневски, рече. Тој е светол лик. Таков човек ретко се раѓа. Со Максима, Тасанка за него кажуваше, значи, го цене во цела Југославија го цене. И затоа беше почестен доктор на многу универзитети, значи, како Блаже Коневски тешко се раѓаат луѓе во Македонија, значи. Фала многу и поздрав се најубаво. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и ви посакувам убав ден. Следен на линија, дали имаме некој, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Сите зборови, сите јавувачи ги поддржувам и тоа е за Македонија еден дел кој покажува дека Македонија, односно македонскиот јазик треба да биде за една држава, тоа дека постои таа држава, тој народ постои, усовршување и сите, јас сум ги учил сите дела, сум го поддржувал се. Меѓутоа македонскиот јазик го извишуваме, да,
ние како македонци во цел свет, сите библиотеки, односно архиви, се е македонизмот. Оти во Македонија, во светот, има Филип, Александар, значи имења Македонска империја која била најпозитивна. А да речеме, 43-та македонскиот јазик прв пат од комшиите, од било кој, дали од изделниците, е стрелан кочорацин. Тоа е македонскиот јазик стрелан. И дали на македонскиот јазик не може да после една птица да носи пролет. Државата од темел се осформува. Крстен Мисир Петко Мисирков во Москва држал предавање уште најучен тогаш на млади години се, меѓутоа од комшиите сме добиле што сме добиле политички, да не, меѓутоа македонскиот јазик не сме да се понижува. Јас ко се бунам стално, не сме да се вика куина, не сме да се вика наставник, тоа се српски зборови. Треба да си сијалица, бања и да не броја многу други во македонскиот јазик србизми, кои не се изсврлија, што значи е понижен. Да, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Јазикот има своји говорители, говорителите се тие кои што го држат жив и говорителите се тие кои го развиваат јазикот за иднината и врз основа на употребата и на зачувувањето од страна на оние кои што се научници во таа конкретна лингвистика, во случајот македонистиката, така и се одржува во иднина. Тој не смее да запре во својот фонд на зборови, напротив, корпусот треба да се зголемува, проширува и да се обновува постојано. Тоа го прават голем дел од оние кои што се од нашите соседни јазици и веројатно пример кој најчесто сите го знаеме во делот на хрватскиот. Сашо Стани пишува на Фејсбук и вели, од една страна година на Конески, а од друга страна мртви ладни влегуваме во преговори со Бугарија, која упорно тврди дека тоа е западно-бугарски дијалект. Сега имал ли и Блаже Конески сознанија дека не е точна неговата теза и намера за создавање на литературен македонски јазик? Зошто го рушиме неговото дело со преговори со бугарите, завршува Сашо С. Додека пак, Петарса ни пишува и вели, човекот што не спаси од бугарската и српската пропаганда, што го оддели македонскиот правопис, јазик и граматика од претходно споменативе, тоест таму каде што и му беше местото како одделен автохтон и можеби најстар од сите славјански јазици, но до 1944 потиснат како официјален и замислете, уште не ми се верува дека овај светец, тоа со големи букви му е напишано на Петар, на македонштината е лустриран постхумно пред 5-6 години, ставен во кошот на шпионите. Затоа соседите не нарекуваат копиле народ и затоа никогаш нема да не биде, завршува Петар С. Додека пак во своето пишување, Бисера БС ни споделува и вели, убавите жени во мојот народ, тие брзо прецутувале, како цутот Кајсија, како мајски Јоргован. О, неправда! Тие им припаѓале на неизбрани мажи, нивните коси дење сплетени во прцлиња, ноќе распуштени по градите и колковите. Нивниот постап на препелица набрзо го сопинала унечка, нивната младост поминувала како мирисна липа, што го одвева ветрот. Набрзо, тие седнувале на порта со наведната глава и издадени коленици, со нечујна издишка. Убавите жени, несреќните жени, тие брзо прецутувале, како цут од Кајсија, како мајски Јоргован. Убавите жени од Блаже Конески. Во контекст на денешната тема ни напишала кратко Бисера БС. А додека пак Ботка Х ни пишува вели, здраво Огнен, денеска сум со најкратка порака до сега. Јас сум личност која е горда што е во држава каде се родил, живеел и творел Блаже Конески. Те поздравувам тебе и цела твоја екипа во 24 телевизија, па веќе кога сите си ги кажуваат годините, јас сум 59. Добро, до сега води гледачот со 81 година, но да сте живи и здрави сите колку и да ги имате. Добар ден. Добар ден, Убав Да, ден. повелете, ве слушам, Убав ден. Ајде една пофалба до Блаже Конески од еден албанец. Ајде. Ќе кажам вака, со збирката Везилка Блаже Конески ќе постави едно важно прашање, а тоа е вака да ти кажам. Во која насока треба да се развива македонската поезија? Имено тој укажува дека е крајно време
да се престане со имитирањето на европската модерна поезија, туку дека поетите треба да пишуваат за оно што е оригинално македонско изворно. Благодарам, пријатен и убав ден. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Здраво. Да, повелете, ве слушам. Па ме чуди како до сега не го намерисале овие наши источни комши да си го присвојат, бидејќи таму били на некој универзитет у Софија, да не го крстат одма и бугарина, ма не верувам дека ќе го крстат малку морген околу него. Како крстата Петре Мисирков исто, срце ги боли кога ќе го спомнат него, Блажета, такви некои, и нив не ги ова, ја не знам у кој ранг на луѓе они го третираат Блажета. Дали го третираат у македонец, у некој си србин, грк, не знам што сега, бидејќи македонците били непостоечки до 45 година од основ навака, веќе сме сватиле дека сме македонци како бугари, и сега како сега овој човек на една толку голем македонец, нели све бугари било, немало друго освен бугари на овој простор. Малку мешам историја нивна што ни третираат овдека, али тоа е тоа. Иначе за Блажета Коневски, кој што видов и големиве патриоти едно време го направија Џуџе, а после тоа кога видов како идат работи со Преспански договор со Софија, договорите што се прават и све, го направија гигант. А воедно покрај тоа што него го направија гигант, па почна и Тито да се крстат и све останато заборавија и на провоморовските идеи што ги имаат и сите идеологија нивни, само за да прекинат овие разговори со Софија. Ајде, може ќе се преориентираат, ќе сватат уствари дека ВМРО не било баш многу за македонците. Ајде, поздрав, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме следен на линија, повелете? Добар ден. Да. Дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден. Во првите песни на Блаже Коневски среќаваме родолюбиви мотиви како реакција на што току завршената револуција. Тие песни се блиски до народот. Татковината е реален поим, татковината живее во него и во секој наш човек. Тој ја гледа, ја разбира и ја прифаќа, ја оживува нејзината историја, традиција, бит и ги поттикнува родолюбивите чувства. Типична во оваа смисла е антологиската песна Тешкото. Во поемата составена од 10 строфи од по 8 стиха, поетот преку традиционалното оро Тешкото ја искажал својата љубов кон татковината. Песната започнува со растреперената душевна состојба на лирскиот субјект кога ќе ги слушне првите звуци на орото. Му навираат солзи, му иде, цитирам, му иде да плаче ко дете, завршен цитат, зашто тие звуци го подсетуваат на татковината и на нејзиното минато. Во продолжение, со мирен, спокоен тон, како што започнува орото, поетот ја ткае својата песна. Старците први се фаќаат и го започнуваат орото со мирен и бавен чекор, но рзнувањето на тапанот го забрзува ритамот во кој се придружуваат и младите кои го лулаат орото и ја завртуваат земјата. Орото и неговиот народ се едно исто. Во орото е вткаена исконската сила на нашата земја. Во него шумат реките, рика дивиот ветер, шепнат узреаните жита. Во него е вткаена душата на народот. Минатото, лирскиот субјект, го споредува со синџир на робија. Долговековното робство е мрачно, ужасно и крваво. Но народот поведува, цитирам, бујно бунтовничко оро, завршен цитат, што ќе доведе до посакуваната слобода. Песната завршува оптимистички. Иднината е во посветли бои и 3 пати подобра од минатото. Добар ден! Добар ден, Огнен, да ве поздравам сите во екипата и да ви посакам пријатен ден. Благодарам и ние вам, повелете. повелете. Јас за оваа тема ќе кажам следново. Еве, како што има година на прогласена година за Блаже Коневски, треба многу дејци даве многу придонет за македонскиот литературен јазик. Ќе ги спомнам двајца врвни спикери кои за жал се веќе покојни. Пред скоро време почина најдобриот спикер на сите времиња Бранка Станковска, која без друго никогаш србизми, бугаризми не користеше во својот говор, во читањето на вестите. Таква жена, таков спикер нема да се роди после 100 години и одам на покојниот Иван Антонов, кои беа врвни спикери и да се гордееме и со тие личности.
и ќе спомнам двајца актери исто така покојната Нада Гешовска и Илија Милчин, кои литературниот јазик до последен миг го говореа и никогаш не сакаат да се отуги јазикот. И има и многу други личности, но вие мислам дека дадоа многу голем придонес. Сега да слушаме, срамота е тоа повестиве младиве презентери. Мислам дека ретки се такви личности и во Македонија остана уште актерката Милица Стојанова, која го користи македонскиот литературен јазик, кој за среќа се уште е жива. И посакувам многу долги години да е присутна меѓу нас. Значи, сите медиуми, посебно приватните медиуми, не користат чист литературен јазик, го пропастија јазикот и посебно овие помлади пеачи на народна и забавна музика од поновата генерација, не зборам за старите пеачи како што беа Сариевски, Васка Илиева, Никола Бадев, Вања Лазарова, туку овие младиве сега. Така. Истече времето, благодарам за јавувањето. Дали имаме следен на линија, повелете, добар ден. Добро, одиме со следната линија, доколку веќе некој има таму. Добар ден. Добар ден. Повелете. Може вклучување? Да, вклучена сте, веќе повелете. Благодарам. Ве слушаме. Ало. Да, повелете, ве слушаме, во програма сте. Јас сум горда што конечно некој се сетил да постави ваква тема, бидејќи се многу ретки. Благодарам. Гордост наша Блаже Коневски и сите како него. Браво за уредниците кои да го средил ова. Добро. И би сакала почесто вакви теми да давате. Доста е стварно, доста од заморни, психички оптеретени теми кои што народот психолошки го оптеретија. Дајте вака нешто. Заради што многу и во медиумите не знаат да го користат правилно македонскиот јазик и дури сежам кога ќе слушнам некои зборови. Тоа не е фер. Во ред, многу ви благодарам. Меѓутоа би ве прашала само нешто. Ајде. И преска слушав на 24 вести со, не знам како се викаше водителот еден, со Дејан Докич докторот. Пола ја слушав емисија, пола не. Многу квалитетно, би сакала повторно да ја слушнам. Кога, дали има реприза? А со Дејан Докич тоа во студио 10 со колегата Мишко Иванов, веројатно. Да. Добро. Да. Дали има реприза, би сакала целосно да ја слушам, бидејќи тој е еден од нашите врвни писмени доктори, кои што треба да се слушни и да се почитува. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. За реприза, искрено да ви кажам, не знам кога оди, но со сигурност можам да ви кажам дека доколку се разбира користите интернет или не го користите активно, имате некој кој што може да ви покаже, емисијата е веќе поставена на www.24.mk. Ке најдете дел кој што е за емисии, таму во емисии е наведено, е поставено интервјуто преку YouTube на докторот Докич и може да го проследите повторно на интернет, за да не чекате реприза во одреден период од денот, бидејќи не знам никога ја одрежи, ако знаат ќе ми кажат. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Да бидам искрен, немаше да се јавам, меѓутоа се случи еден проблем во емисијата и затоа изреагирав, иначе радо би ги слушал и поезијата, баш добро си течеше емисијата. Те до оној момент кога еден ваш гледач реше ВМРО-вци да го прогласиле Блаже Коневски за џуџе. Еве јас, например, сум ВМРО-ец и не го сметам Блаже Коневски за џуџе. Добра. Значи, зошто вие не реагиравте? Се исповетува став на цела политичка партија спрема ликот на Блаже Коневски. Тоа исто како сега што се случува тази деновиве, спрема Гоце Делчев нон-стоп плукаат овие од СДС и јас сега да речам сите СДСовци го мразат Гоце Делчев, сите се одрекуваат од велат дека Женкарот, тука е официјален представник на СДС, тоа го кажуваше во медиумите во глас. Добро. Или, например, сега да речем сите од СДС се рекетери, сите од СДС го кршат театарот, уметноста, културата, поучака заедно. Сите така го прават тоа. Значи, не е во ред. Се сложуваме тука. Добро, во ред. Ако се чувствувате повреден, во ред, што го истакнувате тоа? Видиш, тука открива еден проблем, согласно темата. Значи, нашите историски, културни ликови не се заштитени овдека. Секоја будала, да простиш на речникот, што го користам тој термин, си дозволува да плука на нашите историски и културни македонски ликови. Значи, не се заштитени.
Замислете во Германија или во Франција некој нешто да речи за Наполеон или за некој било кој. Па во моментот има глата да му лети. Нема ни на суд да го однесе. Добре. Не разбирате? Да. Во таа насока, значи, не дозволувате да се исповетува став на поединец со став на цела партија. Јас не сметам дека цела партија од СДС вакви, такви, онак. Добре. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, благодарам ви за посочувањето на тоа како проблем. Еве од режијата ми пишеа дека репризата на Студио 10 е наутро во 6 часот на програмата, односно Сабајле по вестите во 6 часот. Добар ден. Добар ден. Да, ве Огнен. слушам. Одлична тема денеска на вистина. Благодарам. Преку која најасно може да се види разликата во владењето на СДСМ и ДПМНЕ, на кои владења во последно време непримерно и оркестрирано се сака да се стави знак на равенство. И ајде сега да видиме којко омаловажи делото и ликот на нашиот гигант Блаже Коневски и кој ги укина меѓунаредните славистички семинари и катедрите за македонски јазик надвор од државата. А преку ова да видиме кој искрено се бори за зачувување на нашиот идентитет и јазик, а кој продава само политика и сака да го кочи нашиот развој и односите со соседите. Како студент имав прилика со размена на студенти да бидам 2 недели на универзитетот во Краков. Добро. Каде што функционираше во тоа време катедра за македонски јазик. Толку сме горди сите ние од Скопје, правниот факултет, од различити факултети да имаш. Не можам тие денови никогаш да ги заборавам и да ги избришам од моето сеќавање. И кога после се укина катедрата тамо, многу од познаниците што ги стекнавме тамо, колку беа нестрекни и тажни. Да се гордееме и натака на нашиот Блаже Коновски, да ги почитуваме и неговите следбеници, неговите пријатели ширум светот, кои што ради него и ради нашата земја и ден денеска повеќе од многу наши се борат за нашиот јазик. Тука Тополинска ќе ја спомнам најмногу, највпечатлива деновиве имавме прилика да читаме нејзини ставови во врска со негирањето на Така, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, Огнен. Да, добар ден, повелете. Вака, искрено да ти кажам, се чувствувам многу на високо ниво интелектуално ова што се случува сега и со твојата агенда, ја имам предпознаено уште понатаму, со вашите интервјуа со многу видни личности, а на некој начин мислам дека и вашата борба е за да ја прикажете Македонија како што треба, значи не 2 вина за Македонија под маса и да се кажувате дека се патриот, не ова е патриотизам, за да се доловат и да на некој начин и се оневозможи на одредени белосветски типови, нечем да бидам вулгарен, да бидат и присутни или воопшто за нешто да се слушне. Се согласувам и со човекот пред малку што кажа, тоа е појава не е само за ВМРО-вците и СДС-овците, тоа е одредени плукачи кои што на некој начин сакајци нешто интересно да кажат, пошто ние се препознаваме, Македонија е мала и без да се срамат на луѓето, комшиите, фамилијата, семејството, ќе кажуваат во множина зашто најлесно им е така. И така почнуваат комуњари, ВМРО-вци, не знам што, не осмелувајќи се да посочат човек што вистина го направил тоа. Што значи тој не се раѓа ни со партија, ни со човекот, значи човекот се раѓа со као и сите луѓе, сите сме еднакви кога се раѓаме. И се она другото начин на воспитување, верата и убедувањето и така. Така да ова што го правиш, верувај ме воодушевуваш, посебно што вакви великани ја ги има и многу и на некој начин ова е тоа што треба да им опонираме на одредени луѓе што сметаат дека не сме способни, не сме вакви, не сме такви. Овие луѓе се брани на нешто дека сме биле способни и сме дошле до овдека. И една друга замерка на тој откочени Владо, мислам дека се вика. Добро. Значи, вакви, секоја...
Истече времето, благодарам за јавувањето, ве поздравувам, но си ја кажавте главната мисла која што беше и уште еден гледач имаме режија за крај. Повелете, кој ни се јавува? Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Одика е внуката на Блаже Коневски. Благодарам што се јавивте, жива здрава, повелете. Јас сум внука на Блаже Коневски, моите родители потекнуваат од Прилеп и татко ми од Небрегово и заедно се родени во иста куќа, заедно со Блаже Коневски. И тој е голем писател и академик. И многу ми падна криво, кога, уште еднаш порано сум се јавила, кога разбрав дека го нарекуваат џуџе од Небрегово. Па изгледа тие што го нарекуваат џуџе од Небрегово, изгледа тие се џуџења спрема Блаже Коневски. Спрема Блаже Коневски се тие џуџења и многу ми е жал што македонци го ваков академик го напаѓаат дека дури го нарекој србоман, срамота. Тој од Небрегово, од исто место се родени со татко ми. Блаже Коневски ми мене цицко, а со татко ми се први братучеди. Значи, тоа боли кога ќе го слушнам тоа. И јас носам моминското презиме Коневска. И има и во Прилеп уште поколение Коневски од Блаже Коневски. Значи, тоа е страшно што го навредуваат срамота. Значи, затоа Дунавка, мислам, мајка му се викаше Дунавка, и тој имаше сестра, професорка. Значи, тие цело семејство се учени луѓе. Значи, сестра му се викаше Нада и Мица. Значи, тоа, јас комотно, можам слободно кажам, дека тие што го вика џуџе изгледа тие џуџиња. И сега се искомплексируваат и сега да го кажат него, срамота и да се засрамат. Да се засрамат и више тоа да не се повторува понатаму. Така. Значи, и мене ми е мило што е сега ден на годината, 2021 година е ден на годината на Блаже Коневски, зашто тој ми е чичко. И јас сум со него исто сум се дојдувале кај нас на гости, кај татко ми. На гости. Ние во центарот на Скопје сме живееле. Така, добро. Тоа може. Затоа понатака да не го вреѓаат. Тој е голем човек, ама сите така да бидат како него. Благодарам многу за јавувањето. Веќе ептен сме на крај на емисијата и не можем веќе да оставам простор подолго да зборувате. Коментари на интернет нема. Ќе завршам само со една песна од Блаже Коневски, не од толку многу познатите кои што ги знаат луѓето, се вика Себесоздавање. Така, со заемни ситни притворства, за да се покажеме, сигурни дека ќе минеме неоткриени, го градиме ние ден за ден. Дури со години, подобриот дел од себе си. Потоа, како лута зима, неочекувано вистината доаѓа и останува да виси во воздух, уште малку, призрачна, таа наша лична зграда. Урнат е нашиот привид. Доцна да се измислуваме наново. Пријатно.